прашањето дали има доверба дека Обама ќе го преземе вистинскиот чекор за сите земји во однос на светските случувања, 61% одговориле дека имаат одредена или голема доверба. Сепак, во сите 20 земји вклучени во анкетата на конзорциумот на истражувачки организации worldpublicopinion.org, мнозинството веле дека САД ја користат заканата од војна сила за да добијат предност. Во просек 77% сметаат дека САД се закануваат. Генерално има различни мислења за тоа дали САД играат позитивна улога во светот. Ранда Слим, соработник на Американскиот институт за мир во Вашингтон, коментира дека Обама мора да искористи добрата волја што ја создаде поминатоместичниот говор во Кајро. I think he needs to deliver some short-term successes. Да постигне краткорочен успех по прашањата важни за луѓето од регионот. Прво е арапско-израелскиот конфликт. Остварувањето на прекин на изградбата на израелските населби ќе внесе огромна промена. На пазар во западен Ерусалим израелците и палестинците понудија различни реакции. Откако го слушнавме во Кајро, се работи за добар човек, добар председател кој ќе му помогне на палестинскиот народ. Не е способен да раководи со светот, но може да упати повик за будење во однос на мирот. Може би на луѓето ќе им даде сигнал дека е време за мир во светот. Експертите додаваат дека председателот Обама е важно да се придржува до својот план за повлекување на сите американски сили од Ирак до крајот на 2011 година. Стивен Кулет, директор на конзорциумот што ја спроведе анкетата Глобалниот имидж на Америка во ерата на Обама. Како САД ќе се справат со исламските партии? Во говорот во Кајро, Обама не беше прецизен по ова прашање. Постои представа дека САД се подготвени да одат наспроти своите демократски принципи, бидејќи владата на Обама смета дека исламските партии нема да бидат од помош на американската надворешна политика. Тоа е негативно во гледиштето на муслиманите широм светот, вклучувајќи ја Индонезија. Скромно мнозинство индонезијци, 54% изразија доверба во Обама во однос на светските прашања. Со сличен став се и испитаниците од Кина, 55% од нив. Тој е нов председател, шармантен, со млад дух и се чини дека поседува огромна страст и енергија. Освен за политиката, анкетираните се загрижени и поради американската улога во однос на глобалните климатски промени.